летниот период чинам дека и со затоплувањето на времето е најпогоден за стомачените вируси. Иако не е временски врзано кога може да добиеме стомачен вирус, но најчесто слушаме дека тоа е за време на летниот период. Како да ја подготвиме цревната флора? Всушност, стомачните вируси се нешто со кое што се занимаваме секое лето на високите температури. Тука сме најранливи. Меѓутоа треба да правиме дистинкција од други појави кои што наликуваат на стомачен вирус, како што се одредени, токсични, бактериски инфекции, потоа разни труења од храна и што се однесува до исхраната. Кај вакви состојби таа е различна, зависи дали се работи само за вирус, кој што е краткотраен, и зависи дали се работи за друга состојба каде што треба да се приклучат и други методи на лекување, антибиотска терапија и така натаму. Меѓутоа, во однос на исхраната треба да постојат, ајде да кажеме наедноставно кажано, две етапи. Она што треба да се јаде во акутно, кога е акутно, кога сме диареи, кога се тие чести, тоа е 1 до 3 дена повраќање и така натаму, и тогаш треба да го одмараме дигестивниот тракт. Секој стомачен вирус прави промена на нашата цревна флора. Меѓутоа, најважно од се е во тие моменти единствената грижа да ни биде рехидрирањето, односно на дополнувањето на течностите кои што сме ги изгубиле поради честите столици и поради повраќањето. Што значи дека тоа е најважното. Сега, најчесто се греши и со рехидрирањето, бидејќи треба да биде по 1 до 2 лажички течност на секој неколку минути. Секој испиено поголемо количество, вклучително се греши со чајот од нане. Ке се напиеме чај од нане, 150-200 мл. Тоа уште повеќе го иритира дигестивниот тракт, настанува една имплозија на течности, која што не може да се абсорбира поради ново настанатата ситуација и всушност имаме повторно течна столица или пак имаме повраќање. Одмарањето на дигестивниот тракт не значи комплетно воздржување од храна. Долги години се применува така наречената брат, користејќи ги американските препораки, се работи за варен ориз и оризова вода, да биде течно, се прави потоа пире од јаболко, најдобро да е печено, но може и варено, меѓутоа да не биде пак течност многу. Потоа тука се зборува за бананата, но и тука сакам да кажам дека во вакви ситуации бананата треба да биде зрела. Ако често ја препорачувам да биде зелена, овдека треба да биде бананата зрела, и тоа се, например, тие некои работи. Двопекот? И геврекот добро познат? Треба да биде истисната цела течност од житарката. Целозрнените житарки не се добра идеја првите 48 часа, бидејќи билните влакна од целото зрно иритираат и се тешки за дигестија. Треба да биде најобичен двопек и тоа е најдоброто нешто. После 24 часа веќе се преминува на нешто што ќе биде лесно и што ќе има многу лесно сварлив протеин, тука е киселото млеко, исто така што делува и пробиотски. И сакам да нагласам, држењето на ваков тип на строга диета не треба да трае продолжително повеќе од 3 дена. Затоа што науката докажа дека кога веќе организмот ни се бори со одреден тип на инфекција или пак е нападнат од вирус, настанува еден вид на силен оксидативен стрес, борба на имунитетот. Продолжително ваква моноисхрана, која што реално нема нутриенти во себе, него е единствено да ни даде малку енергија, претежно јаглено-хидратна, многу мала, многу слаба, сиромашна нутритивно, во продолжен период, многу потешко ќе не извлече понатаму
од здравствената состојба во која што се наоѓаме, па има и сериозни научни студии кои што кажуваат дека дури 7 дена веќе дава одреден тип на малнутрици, имајќи во предвид дека ние организмот треба да го подкренеме. Во пракса што се случува, она што ми се случува во пракса најчесто летно време. Стомакот испостен, ајде да кажам наједноставно, испостен, уморен, нарушени одредени баланси во него, нарушена цревна флора, ако се работи и за труење со храна, мора да биде третирано и со антибиотици. Малку го продолжуваат овој мононачин на исхрана, заради тоа што ќе со враќање на старите навики на исхрана чувствуваат дискомфорт. Па тоа почнува да трае 10 дена, па тоа се продолжува на 15 дена, па се избегнуваат работи кои што имаат луш, пас, свежа храна, билни влакна, речиси 30 дена, и потоа имаме еден траен момент на дискомфорт, бидејќи ние ненавремено сме почнале да се враќаме постепено во онаа рамнотежа во која што треба да бидеме. Што значи дека веднаш после строгата диета, третиот ден, треба да вклучиме одредено видови на пире, справено со вода. Значи, после третиот ден веќе може да почнеме да се враќаме во нормала. Да, во нормала. Месни супи. Добро. Значи, ама постепено. Постепено, зеленчукови супи, салата од нешто што е лесно дигестибилно, може да биде и термички обработено, некој салата оброк, но за 10 дена да се потрудиме да се вратиме во еден нормален колосек каде што ќе ги примаме сите типови на нутриенти, вклучително и билни влакна, за да можеме да подпомогнеме на цревната флора да одржува еден баланс. Знаете, што јадеме, тоа лачи нашиот организам. Тие ензими, таква цревна флора, така да тука треба да застане понатаму онаа строга диета. И сега идеме и онаа друга страна, затоа што сме имале стомачен вирус, сме се вратиле во некоја нормала за 24 часа и веднаш се враќаме на старите навики, на утро јадење поголем, појадок, ручек, па таа друга страна е, да речеме, кога нагло се враќаме на храната која што сме конзумирали, количината која сме конзумирали. Што тоа прави на организмот? Доколку се работи за обична вироза. Еве збориме за стомачен вирус. Да, доколку се работи за обична вироза. Доволно е 3 дена и нас нема да ни смета, впрочем ќе чувствуваме и глад и потреба за храна. И тогаш само количините треба да ги треба да внимаваме, ајде да кажеме, одма да не почне дигестивниот систем да работи по полна пареа. Меѓутоа, не би требало да има никаков проблем во она што го конзумираме. Кога се работи за други здравствени состојби, каде што имаме бактерија, каде што имаме труење со храна, каде што имаме антибиотска терапија, тогаш воведувањето на одредени намирници треба да бидат. Но секако и вообичаено треба да избегнуваме пржено, многу мрсно, многу зачинето, многу луто, и хидрирањето со него почнав, мислам дека со тоа треба и да се заврши. Добре, и секако и летно време треба малку повеќе да избегнуваме таква помрсна храна, посекако, но и во овие случаи треба да биде задолжително. Благодарам. Ми беше задоволство.